Четврток, 23 март 2023 година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите оние настани со кои го одбележавме денешниот ден, но да започнеме со ударните вести. Пензионерите повторно на удар од измамници со огревно дрво. Во тек е уписот на огревното дрво во Кавадаречкото пензионерско здружение. Политички реакции на актуелни теми. Тоа беа настаните кои ги одбележавме како ударни и го одбележа овој ден, меѓутоа да продолжиме и со останатите содржини. Денеска се започна со партерно уредување околу зградите на улицата Беласица во Кавадарци. Ова поплочување е дел од програмата за комунална изградба за 2022 година. Изведувач на работите фирмата Градба Промет, информираат од локалната самоуправа. Сдруженијето на пензионери Кавадарци почна со упис за огревно дрво на рати. Председателот на пензионерите Бранко Шемов говори за набавната цена на дрвата. Ние како и секоја година се грижиме да ги снабдиме пензионерите, така и ова година имаме понуда и договор, еве трета година, да обезбедуваме огревно дрво од фирмата Георгина Радовиш. И тоа убави дрва од прва класа, така ќе бидат и оваа година. Испораката за огромното дрво ќе биде во количина од 500 метри кубни даб и 500 метри кубни бука. Цената на дабот ќе биде 5000 денари, а цената на буката ќе биде 4900 денари. Почнаме со запишувањето на пензионерите со чек од пензијата, почнувајќи од 23 некна од понеделникот и ќе трае запишувањето се до исполнување на количините дадени од фирмата Георгина Радовиш. Е најважно за пензионерите, а тоа е следното. Прво, ние како здружение не ја формираме цената на огревно дрво, туку јавното предпријатие Македонски шуми од Скопје. Тоа е на ниво на државата. Нашата криза за пензионерите е да им помогнеме во плаќањето на огревно дрво на 6 рати, месечни рати, и пензионерите да добијат квалитетни дрва. Сега се шират разни дезинформации, лаги и невистини низ градот, од недобронамерни луѓе и на Фејсбук и слично, кои прават раздор помеѓу пензионерите, па затоа на сите пензионери им порачувам дека ќе ги штитиме нивните интереси и ќе работиме за нив. И ве молам, драги пензионери, да се оградите од таквите невистини и лаги, а ние како ваши представници, честно, совесно и одговорно, ќе ги извршуваме сите работни задачи и ќе даваме помош која за вас како пензионери е многу потребна. Со почит до вас ви благодарам на вниманието. Повторно е во оптек измамата на пензионери со огревно дрво. Од СВР Велес апелираат особено до повозрастните граѓани да бидат предпазливи во комуникацијата со непознати лица. СВР Велес упатува апел до граѓаните, особено до повозрастните лица, да бидат предпазливи во комуникација со непознати лица, да не наседнуваат на измами во кои лажно се нудат услуги. Во овој период претежно дрва за огрев, да ги проверуваат податоците пред да станат жртва на измама, да не даваат пари на измамниците и сите сомнителни случаи да ги пријавуваат во полиција. Од СВР Велес денеска информираат дека на измама наседнал 70 годишен велешанец. Тој пријавил дека на 12 овој месец бил измамен од едно лице за сума од 5000 денари. Според пријавеното, лицето му понудило огревни дрва по цена од 3500 денари за кубен метар и му побарало капар од 5000 денари, кој тој му ги дал, а дрвата се уште не биле донесени. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во денешниот билтен на полицијата стои дека синоќа во 23 часот и 20 минути во Овара Кавадарци 24 годишниот АА од село Марена Кавадаречко пријавил дека на улица Шишка бил физички нападнат од неколку лица. Се работи на расчистување на случајот, велат од СВР Велес.
33 единици крв беа собрани вчера на крводарителската акција во гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, што ја организираше Кавадаречкиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина. Вчера беше спроведена уште една успешна доброволна крводарителска акција во Кавадарци. Ја организираше Црвен крст, општинска организација Кавадарци и Институтот за трансфузиона медицина. Акцијата се спроведе во просториите на гимназијата Добри Даскалов, каде крв даруваа ученици и вработени. На оваа акција доброволно даруваа 33 крводарители, односно собрани се 33 единици крв, а со тоа уште еднаш е докажана хуманоста на учениците и вработените од училиштето, бидејќи низ годините наназад во гимназијата се спроведуваат успешни крводарителски акции, велат од Кавадаречката организација на Црвен крст и упатуваат голема благодарност до учениците и нивните професори кои несебично ја прифатија оваа акција. Председателот Стево Пендаровски денеска го потпиша указот за усвоениот закон за амнестија, со кој се предвидува лицата осудени за кривичните дела од членот 205 пренесување на заразна болест и член 206 непостапување според здравствените прописи за време на епидемијата од кривичниот законник за време на пандемијата од COVID-19, паричната казна или затворска казна да се замени со алтернативна мерка условна осуда. Одиме со теми од политиката. ВМРО ДПМН не поддржува ниту една одлука за членството во Европската Унија. ВМРО ДПМН треба да каже дали за промените на уставот ги лаже амбасадите или народот, рече на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на новинарско прашање. Тие имаа во декември, во јануари, до средината на февруари изјави дека имаат 61 пратеник во собранието и дека реконструкцијата која што јас ќе ја поднесам нема да помине. Сите се уверивме дека таа реконструкција помина со зголемено парламентарно мнозинство, кое што сега е 65 пратеника. Што значи дека тоа што го кажува опозицијата нема никаква реална основа. Тоа е единствено одговор на промашените тези кои што ги има, токму кои што ги кажав, и немајќи сега што да кажат, велат дека сега има други пратеници, тоа не е точно. Второ, во однос на уставните измени, јас ќе го повторам тоа што сум го кажал и до сега. Уставните измени се обврска на секоја политичка партија, која што е за членување на нашата држава во Европската Унија. Амандманите кои што се дел од преговарачката рамка и кои што се дел од одлуките кои треба да се донесат со двотретини во собранието, се само една од одлуките кои се носат со двотретинско мнозинство. До зачленување во Европската Унија, на нас ни предстои реформа на правосудниот, обвинителскиот систем, реформа на јавната администрација, реформа на децентрализацијата, и тоа се одлуки кои што се носат со 2/3. Затоа овој процес не може да биде процес на уцени, не може да биде процес на дневна политика, туку напротив, овој процес треба да биде процес на широк општествен и политички консензус кој нема да биде предмет на дневни пресконференции. Такви примери сме имали и во други држави, во Хрватска, во Словенија, например, кои што исто така носеле тешки одлуки при зачленувањето и до зачленувањето во Европската Унија. Но доколку и нив ги прашате, тогаш и тие ќе ви кажат дека тие прашања не биле дел од секојдневната политичка дискусија која што се водела во нивното општество, туку напротив, тоа било нешто што државите го направили и станале земји членки на Европската Унија. Кој е бенефитот од зачленување во Европската Унија? Вие добро се сеќавате на тоа каде беа Романија, Полска, Чешка, Словачка, за кои што ние бевме во времето кога тие беа дел, па и Бугарија, во време кога тие беа дел од Варшавскиот договор, ние за нив бевме неколкократно повеќе развиена земја како дел од Југославија. Заради зачленувањето во Европската Унија и единствено заради тоа, нивните стандарди пораснаа, се отворија поголем број на компании. Секоја компанија која што е регистрирана во земја членка на Европска Унија е дел од заедничкиот пазар од пола милиарда купувачи и затоа тие економии пораснаа толку многу што наши граѓани сега, кои што сакаат да работат во Европска Унија, дури работат и во голем број и во Чешка, и во Словачка, и во други држави.
Нашите граѓани заслужуваат да работат и сакаат да работат во Европска унија. Меѓутоа во Европска унија тука дома, а не да работат во земја на Европска унија која што е некаде во туџина. И затоа одлуката и одлуките кои што следуваат за зачленување во Европската унија треба да бидат обврска на секоја политичка партија која што е за зачленување во Европската унија. Не постои декларативна поддршка без реална поддршка. Она што го имаме кај опозицијата е единствено декларативна поддршка. Сетите се на зачленувањето во НАТО. Тие не поддржаа ниту една одлука за зачленување во НАТО. Не поддржаа ниту една до сега одлука за зачленување во Европската унија. Најеклактантен пример е гласањето на договорот Фронтекс. Договорот Фронтекс е прв договор во кој што нашиот јазик стои заедно со сите 24 јазици на Европската унија, потпишан од сите земји членки на Европската унија и од Северна Македонија. Ни тоа не влегува да го гласаат за да го ратификуваат во собранието. Затоа треба да седнат, да размислат и она што декларативно го кажуваат да го покажат реално. Јас верувам дека во нашата опозиција има пратеници, има политички структури, има политички личности кои сакаат да ја видат оваа држава во Европската унија. И уште нешто, кога зборуваме за опозицијата, таму треба и многу јасно да се постави прашање кој каков став има. Бидејќи јас се повеќе гледам дека еден став има актуелниот председател на ВМРО ДПМН, а друг став има бившиот председател на ВМРО ДПМН, така да ќе треба да се видат и ставовите во однос на финалниот став на таа политичка партија. ВМРО ДПМН има јасен став дека промена на уставот под бугарски диктат нема да прифати и не знаеме дали Ковачевски има проблем со слухот или халуцинации. Ковачевски само зборува напразно без да ги решава суштинските проблеми на луѓето, велат од ВМРО ДПМН. Македонија тоне во корупција. Владата на чело со Ковачевски е корумпирана, што го кажува и Стејт Департментот, а тој како расипана грамофонска плоча се фатил за уставни измени. Молкот од Оливер Спасовски е потврда за шурување со криминалци, рече на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски. Меѓународни извештаи потврдуваат дека нема јасна линија помеѓу криминалот и институциите што треба да се борат со криминалот, што потврдува дека институциите во Македонија шуруваат со криминалот. Оливер Спасовски 2 недели се крие зад флоскули и не одговара на едноставни прашања кои што го потврдуваат ова шурување. Дали и кога е направен претрес и дали е одземено автоматското оружје во куќа во Ласкарци близу Скопје, кај близок на Сашо Тасевски, директорот на БЈБ, зашто е објавено и видео од пукањето. Дали и зошто комисијата составена од Оливер Спасовски, водена од негов пулен Музафер Каришич, издала дозвола за оружје на лице наведено во првите 5 за полициска проверка и претрес од листата Безбеден град. Дали и зошто на листата составена од имиња безбедносен ризик во Скопје се лица од криминалните групи Дуќанџик, Грчец и Бундес, а нема членови од криминалните групи Беланоца, Кондово, Барон. Дали и зошто на листата за проверка нема повратници доброволци од војните во Сирија и Ирак. Почитувани, јасни се прашањата, уште појасен е молкот од Оливер Спасовски. Молкот од Оливер Спасовски е потврда за шурувањето со криминалци. Се додека со полицијата управуваат Оливер Спасовски и партиската хиерархија на СДС, Македонија ќе се дави во нерешен насилен криминал, МВР ќе биде испостава за мафијата од издавање пасоши до издавање дозволи за оружје, а меѓународните институции ќе посечуваат на владино спонзорирани криминал и корупција. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на новинарски прашања. Повеќе медиуми побараа став за темата наметната во јавноста предлог законот за родова еднаквост. Почитувани, законот не е влезен во собраниска процедура и сега не би можеле да коментираме полуинформации. За ВМРО ДПМН дефиницијата за семејство е јасна. Семејството како заедница на еден маж и една жена кои споделуваат грижа за децата е природна форма на заедница. Не постои вистинска алтернатива на семејството. Во семејството се очовечува детето. Семејството има исклучително важна функција во општеството и семејството како фундамент на општеството мора да ужива посебна заштита.
Во вестите продолжуваме и со информација од МВР. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акциска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 196 возачи. Од нив 18 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 5 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 103 возила ја прекорачиле брзината во населено место, а 93 надвор од населено место. Сообраќајната контрола продолжува и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, велат од МВР. Продолжуваме понатаму со спортските вести. ВАР технологија влегува во македонскиот ракомет. За големото дерби помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер за прв пат ќе се користи видеотехнологија. ВАР технологијата зема голем замав во спортот за да се сочува регуларноста, а таа сега полека ги прави и првите чекори во македонската ракометна Суперлига, и тоа во првиот од двата дуела за титулата во плејофот помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер. Според неофицијални информации, видеотехнологијата ќе биде поставена во салата Јане Санданске во аеродром за надпреварот меѓу двата големи ривали на домашната сцена. Системот ќе биде монтиран во соработка со македонската телевизија, јавниот национален сервис ќе го пренесува надпреварот, а ВАР технологијата ќе биде поставена на записничката маса. Целта на овој систем е надпреварот да помине без полемики околу регуларноста и да се прегледаат спорните или одлуките кои носат дилема кај арбитрите. Главни судии на надпреварот, што е многу интересно, ќе бидат битолчаните Димитар Митревски и Благојче Тодоровски во првата сезонска битка за домашната ракометна титула. Делегати на средбата се Драган Ачевски и Ацо Николовски. Надпреварот помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер ќе се одигра во недела во Скопје со почеток од 18 часот. Но ваквиот однос повлекува многу други прашања. Дали ќе се настојува ВАР технологијата да стане задолжителна барем во Суперлигата? Бидејќи овој пат ВАР технологијата ќе се монтира со помош на македонската телевизија, се поставува прашањето дали и во иднина ќе биде така. Бидејќи станува збор за скапа технологија, ако се воведе, на чиј грб ќе паднат трошоците и уште многу други прашања за кои одговори треба да дадат не само челниците на федерацијата, туку и сите клубови кои се членки на Ракометната федерација на Македонија, а особено суперлигашите. И на самиот крај на вестите, информации за тоа какво време не очекува. Претежно сончево со слаб до умерен ветер од југозападен правец, температура во интервал од 5 до 22 степени. До понеделник дневните температури ќе бидат релативно високи, особено во сабота, кога во северните делови ќе биде малку посвежо и ќе има преодно на облачување со услови за појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Од понеделник ќе има зголемена облачност и врнежи од дожд, повремено поинтензивни, со засилен најпрвен јужен ветер, а потоа со северен ветер кој ќе дува неколку дена и кој ќе донесе значително опаѓање на температурата. Почитувани гледачи, ова беа темите со кои го одбележавме денешниот ден. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте убави мигови.